Ви благодарам што досега сте со нас. Разговаравме за почетокот на европската кампања за ХИВ тестирање и тоа го тргаме настрана. Една друга здравствена тема, малку да се оттргнеме веројатно од корона кризата, бидејќи секако во вестите главна ќе биде повторно. Но освен што корона кризата е главна во информативните изданија, последниве 2 недели нешто повеќе, но генерално последниве 2 недели, особено последната недела, другата главна тема е она што беше проблем претходно, сега веќе станува спор со соседна Бугарија. Некако ќе мора веројатно да се навикнеме да се премостиме од спорот со Грција, да се премостиме на спорот со Бугарија, бидејќи спорот со Грција го завршивме. И во оваа констелација за ветото од Бугарија е зборувано од сите страни. И верувам дека во изминативе недели сте се изнаслушале, и тоа со колегите од режијата постојано го зборуваме, дека веќе за ништо друго не слушаме освен за Бугарија и за корона кризата. И мене затоа во денешното издание на емисијата ме интересираше еден малку поинаков аспект, да зборуваме од аспектот не да го сето тоа анализираме во целост, но да анализираме што со соработката на политичките партии кај нас во Македонија, со нивните сестрински политички партии надвор, особено во Европа, таквата соработка колку и како врши влијание врз оваа ситуација. Да го реши не може, но може да изврши влијание до одредени ситуации каде што би ни се дала поддршка која во оваа ситуација на која што се наоѓаме ни е особено потребна. Да не должам многу, веќе 2 минути сам зборувам. Председателката на ДОМ, Демократската обнова на Македонија и пратеничка во Собранието, Маја Морачанин, многу ми е мило што сте со нас во студиото. Добре дојдовте. Добро ве најдов и мене ми е многу мило што сте. Во ова студио прв пат сте, така? Да. Во телевизијата 4 не сте, знам, а во ова студио мислам дека сте прв пат. Севте. Што би се рекол, како сте? Одлично. Добро е се? Добро е. Се чувате, се пазите? Се пазиме, си ги почитуваме сите протоколи, така што се расправате во собрание за дали да биде онлайн, дали да биде физички? Јас мислам дека треба да биде онлайн и тоа треба да се направи што е можно најбрзо. Значи, ние мора да сме спремни собранието комплетно да функционира онлайн, за ако има таква потреба, нели, да можеме комплетно да се префрлиме на онлайн работа, бидејќи многу е важно да ја одржиме функционалноста на собранието. Се надевам дека и останатите колеги ќе ја прифатат таа иницијатива. За сега има предлог само оние кои што се нели во изолација и што не можат да присуствуваат, тие да можат онлайн. Јас лично сметам дека треба навистина да обезбедиме услови да можеме комплетно, доколку има потреба, онлайн да функционираме. Се разбира, тоа може да биде и комбинирано. Оние пратеници кои што сакаат во живо да дојдат во собранието да зборуваат, може, но оние кои што од различни причини или не можат, или не сакаат, тогаш може онлайн. Значи, светот функционира така веќе долго време и ние мора да ги прифатиме овие нови услови на функционирање. Како Зелена партија не се ни сомневав дека го држите тој став за онлайн функционирање, особено затоа што ќе се заштеди многу на хартија, на електрична енергија, на многу работи кои што вам пак ви се главен сегмент од вашето делување, да и патните трошоци, да, од вашето делување. Така е. Тоа е, мислам, ние имавме едно такво искуство, бидејќи ги најавивте и соработката со нашите сестрински партии, со европските зелени. Ете така. Во јуни се одржа 30-тиот совет на Европската зелена партија. Тие имаат 2 пати годишно вообичаено, пролетен и есенски совет. И во јуни требаше да се одржи овде во Скопје советот и ќе дојдеа сите наши зелени пријатели од Европа, но корона пандемијата тоа го спречи и мораше целиот совет да се одвива онлайн. И тоа беше многу успешен совет затоа што се функционираше одлично, значи панел дискусиите, се разбира, гласавме тоа што е били како редовна процедура во сите тие совети, така што функционира. Можеме и ние. Може на ти да преминам во разговорот, нема да ми се налутиш, Маја. Во
она за што и сакав и да разговараме во денешното издание, убаво што го начнавме ова со онлайн собрание, бидејќи ми беше наум подолго време, реков ќе те прашам надвор од студио, ама добро и ваки гледачите. Кога веќе ги зборуваме и вашите сестрински партии и целата таа соработка, вашата меѓународна практично капа на зелените во Европа издаде заедничко соопштение со кое што се дава поддршка на Македонија во случајот со ветото на Бугарија. Од тука сакам на гледачите да им ја назначиме важноста дека политичките партии настрана од она што им е главен домен на делување внатре во државата, имаат и соработки со и затоа се заедно со сестринските партии токму за вакви прашања. Како функционира тоа? Така. Ние во целиот овој процес, сега конкретно кога зборуваме за пристапните преговори и членството на Македонија во Европската Унија, со години наназад ја имаме целосната поддршка од Европската зелена партија и од сите наши сестрински партии. Значи, во целиот процес тие даваат своја и политичка поддршка, но и не само по ова прашање, туку и во однос на она што се други наши активности во смисол на нашите клучни теми околу заштита на животната средина, климата, човекови права, владење на право и така натаму, социјална правда, тоа се аспекти од зелената идеологија. Ние имаме интензивна соработка со нив, така што и на наши конференции тука тие учествуваат, доаѓаат европратеници, пратеници од други зелени политички партии во Европа. Исто така и ние одиме, присуствуваме на нивните конгреси, совети, дебати и така натаму. Организираме и различни видови на обуки и за потребите на Дом како партија, но и генерално од поширок аспект како тренинг на зелени активисти и едноставно ја приближуваме зелената филозофија, зелената идеологија до граѓаните. Така што навистина имаме интензивна соработка, ние сме полноправна членка на Европската зелена партија, значи со право на глас, учествуваме во изборот на раководството на Европската зелена партија, така што мислам навистина имаме одлична соработка и тоа продолжува и понатаму и по ова прашање кое што е за нас сега многу спорно и болно, да кажам, во однос на ветото од Бугарија за започнување на преговорите. Кој е ставот на Дом како политичка партија во однос на ова? Мислам, знам дека ставот е во аспект на Македонија, но како став на политичка партија за делување понатаму. Така е, значи, ова е големо разочарување за нас и е абсурдно, затоа што мислам да се отвараат некои прашања кои што се од 19-тиот век за нас како зелена партија, кои што сме насочени да гледаме кон сегашност и уште повеќе кон иднината, се навистина абсурдни, да се спори идентитет на еден народ, јазик и така натаму. Тоа не само што не е европски, не е ни според меѓународните норми и едноставно е навистина абсурдно. Мислам дека дури вака кога зборуваме, дури и чудно јас кога зборувам дека спориме за идентитет и јазик, дури и чудно ми доаѓа дека воопшто зборувам за тоа. Така е, затоа велам абсурдно е, мислам безпредметно е и мислам дека целава оваа дебата е абсурдна, мислам и какви тоа аргументи можат да се користат, кои би биле издржливи за вакво абсурдно прашање. Мислам, но тоа е, нашиот пат е многу тежок, очигледно. Јас велам не по потешкиот, по најтешкиот пат, веројатно, но јас сум убедена дека Македонија ќе стане членка на Европската Унија, порано или подоцна. Тоа е наша стратешка цел, тоа е нашата иднина, тоа е иднината за следните генерации и ние мора на тоа да мислиме што нашите граѓани сакаат, која е нивната цел, како сакаат да живеат и тоа треба да го обезбедиме за сите нас и јас сум убедена дека тоа ќе се случи и знаете зошто на крајот? Затоа што нашата борба е праведна. И јас верувам дека правдата некогаш е поспора, но доаѓа. Кога разговарате со сестринските партии, кога сигурно ве прашуваат добро каде е проблемот, што им кажувате?
им го кажуваме, еве овие аргументи што Особено велиме дека се на абсурдни. земји како Германија, Франција, Така е. Австрија, да им Несватливо е. раскажувате. Несватливо е, Да. несватливо е. И затоа во тоа заедничко соопштение што го имавме, значи соопштението беше подпишано од копредседателот на Европската зелена партија и тој беше еднаш овде кај вас во студио, тогаш разговаравте за климатските промени, Да. Томас Вајц и Да, европратеник. баш на истото столче седеше. Ете така. Со копредседателот на Бугарската зелена партија, Борислав Сандов, наш одличен пријател со кого Кој е нивниот многу став? Кога го споменавте веќе? Значи, и јас, ние тројцата го подпишавме истото соопштение. Така што ставот на Бугарската зелена партија е дека Македонија треба што побрзо да ги отпочне пристапните преговори и дека навистина е апсурдно кога веќе сме со... Да. Прекина или што правиме? Да, значи кога веќе имаме проблем со електричната енергија Добро, денеска во однос добро. на ова сето, но значи кога веќе сме, значи во однос на Борислав за мислењето, затоа што знаете како да разговарате, гледате и вака е убаво режија со црната позадина. Да, да имаме во етер одиме. Значи се извинуваме на гледачите денеска од Сабајле баш сме со предизвици во однос на електричната енергија. Тоа е ситуацијата, да сме живи и здрави. Тој дел ме интересира, знаете како, лесно е кај нас, например, да ги прашате политичките партии кој е вашиот став за ветото за Бугарија. Нормално дека сечи став е Така. против Бугарија. Но веројатно е многу потешко да ги прашате бугарските политички партии кој е ставот за ветото на Бугарија кон Македонија, бидејќи таму веќе да се спротивставите на целата таа ситуација. Дали можеби кога сте разговарале го поврзуваат фактот дека Бугарија ја очекуваат сега избори, па ова се политички поени на владата на Борисов, која е во залез и слично? И такво размислување дека е ова во контекст на тоа предизборие, бидејќи ги очекуваат политички избори, но и во контекст на целата ситуација во Бугарија. Ние сите следевме, имаше протести и така натаму, така што сигурно и ова прашање е дел од тој од дневно политички контекст, би рекла. Но она што е важно и што е карактеристика за нас како зелени и за сите зелени партии е дека ние стоиме цврсто за нашите вредности. И во тој контекст и Бугарската зелена партија, значи не влегува во дневна политичка... Тоа ме интересираше, тоа сакам да ја прашам. Така и затоа имаме поддршката од Борислав и во обраќањето во соопштението и кон јавноста, но и тој лично на својот Facebook профил имаше коментар дека ова е апсурдно што се случува и дека Бугарија како сосед треба да поддржи Македонија, дека ова не е во ред да се става вето. Така што верувам дека е тешко и ги следев некои од коментарите на неговиот Facebook профил. Има и коментари со поддршка. Јас лично исто така и не само од него, туку и од други членови на Зелената партија во Бугарија сме добиле поддршка и тие јавно исто така коментираат на своите Facebook профили во насока на поддршка на започнување на преговорите за нас, но има и, се разбира, многу негативни коментари. Веројатно е за нив уште потешко, но затоа сум пак јас уште посреќена дека тие се нашите вистински пријатели. Значи, не ги забораваат вредностите, не ги оставаат настрана, вистинските вредности, зад кои како зелени стоиме во смисла да добијат некои дневно политички поени. Водењето дипломатија не представува само дипломатија на ниво на државата, на министер за надворешни или вице-премиер за во случајот европски прашања и самите амбасадори, туку водењето дипломатија представува и одржувањето добри односи и веројатно суптилното вршење притисок за вакви работи помеѓу сестринските партии внатре. Вие имате меѓународна соработка која што се базира баш на дипломатски односи кои се трасираат понатаму до државното ниво. Дали верувате дека ваквата поддршка ќе истрае? Да, верувам дека ќе истрае.
Што се однесува до европските зелени, Да. апсолутно да, затоа што прво за нив е неприфатливо, како и за сите вака здраворазумни да кажам и луѓе кои Но еве Европската унија се базира на принципот на солидарност како земја членка, дека мора да се почитува ставот на една земја членка и дека таа е единствена која што може да го блокира гласањето на преговарачката рамка. Јас се согласувам, солидарноста е една од суштинските европски вредности и зелени вредности, но солидарноста не значи дека некоја страна треба да злоупотребува солидарноста на штета на некој друг. Солидарност во овој случај и тоа е суштината на солидарноста, да им пружите рака, да им помогнете на оние на кои им е потребна помош и да едноставно да ги подбутнете и нив да одат напред. А не е солидарност некого да блокирате и да го држите во ќошот во изолација. Тоа не е суштината на солидарност. Дали сметате дека треба да се вклучуваат повеќе политички партии во целата ова на поофицијално, повисоко ниво кај нас во државава, зборувам, да ве вклучат и другите парламентарни партии кои што сте во решавање на ова, или треба се да се остави на највисокиот врв, за да не се мешаат многу лончиња во целата приказна? Не, јас мислам дека особено парламентарната дипломатија е многу важна. Се разбира дека владата, Министерството за надворешни и така натаму имаат свој дел во дипломатијата. Парламентарна дипломатија, тоа е нешто што не сме разговарали во емисија, добро? Ете така, значи парламентот, пратениците се многу важни во соработка со другите парламенти, со другите пратеници во Европа, па и во светот. Ние затоа имаме во парламентот такви пратенички групи за соработка со парламентите на останатите држави. И во тие пратенички групи учествуваат пратенички и пратеници од различни политички партии. Денеска во вестите во 10 часот ја читав веста дека денеска треба да се одржи и седница на комисијата за прашања и за предлогот за пратеничките групи. Тоа се тие пратенички групи. И тоа е многу важна соработка и алатка би рекла во представување на нашата држава, во представување на политиките и во дипломатијата на ниво на парламент. Тоа е значи едната страна, но исто така и самите политички партии. Значи нашето учество е во Европската зелена партија, не знам, од конзервативните партии во ИПП, во ПЕС, од социјалдемократите, либералите си имаат нели секој свое семејство, исто така е многу значајно, затоа што знаете, тие и не можат постојано да ги пратат сите случувања политички во секоја држава. И тоа е тоа лобирање што го велиме, значи ние ги информираме за она што кај нас се случува, кои се нашите позиции, разменуваме искуства со нив, сега зборувам на ова партиско ниво. И добиваме, градиме заеднички ставови за било кое прашање, така што тоа е многу важно. Инаку никој не може да ја прати политичката состојба во одредена држава за секое прашање. И затоа е многу значајно на сите нивоа да се реализира некоја ваква, и тоа е еден вид на дипломатска активност. Сме разговарале многу пати и сега веројатно можеби ќе се повторам во одреден сегмент, но е многу важно дека прашањето, сега сакам да преминам во друга една сфера, кога ќе заврши ова со Бугарија, па кога ќе имаме преговарачката рамка и ќе отвориме преговори, кластерот по кој што се наоѓа и поглавија, кој се наоѓаат и поглавијата за животната средина ќе станат исклучително многу важни, бидејќи се постојано се зголемува и буџетот за животната средина, но и прашањата поврзани со неа на ниво на Европската унија. Европската комисија најчесто разговара за тоа, Европарламентот исто така, и можеби тука најмногу искуство вие ќе имате како политичка партија во однос на таквите прашања. Ме интересира што е она за што ние ќе мора под наитно вчера да почнеме да го решаваме во контекст на преговорите за поглавијата за животната средина. Бидејќи во сите разговори што сум ги водел за што кога ќе почне патот, беше владење на правото, животната средина и потоа доаѓаат
почитување на човекови права. Веќе животната средина се, додуше и почитувањето на човековите права спаѓа во тој дел. Така е, тоа е се поврзано, значи би рекла еден пакет, но кога зборуваме конкретно за поглавието 27 за животна средина и клима, јас би била среќна да можам да одберам еден вака клучен, би рекла, момент, но не е така. Значи, ќе мораме многу да работиме, затоа што заштитата на животната средина и климата е многу комплексна проблематика, која што не можете да ја сведете на реализирање само на еден сегмент, пример заштита или борба против загадувањето. Поврзана и со владењето на правото, кај и нас. апсолутно е поврзана со борбата за владење на право и борбата против корупција, и апсолутно е поврзана со социјалната правда и со почитување на човековите права и слободи. Така да е многу комплексно прашањето, но секако тоа значи дека не вчера, многу одамна, нели, требаше многу посериозно да се посветиме на ова прашање, но мислам дека тука веќе се прават одредени исчекори, не е доволно се разбира ни оддалеку, но мислам дека конечно станува и кај нас присутна таа тема, за која што јас сеќам пред 10 години воопшто не се ни зборуваше многу во јавноста, но сега и додека не почна загадувањето да биде видливо. Така, да. И веќе и самата јавност, самите граѓани прават притисок и тоа ме радува. Значи, еве сега и во собранието формиравме една интерпартиска парламентарна група со одва иницијатива, на нивна иницијатива, и таму учествуваат во таа група 39 пратеници од различни политички партии. Значи, тоа е еден добар начин, неформалните групи, јас многу ги сакам во собранието, еве и тој на еден начин на соработка, затоа што таму имате соработка надпартиска, би рекла, околу одредени теми. И вие веројатно имате директен дослух со случувањата од терен. Така е, затоа што граѓанските организации, еве, како представници директни од терен на граѓаните, се во многу блиска соработка со пратениците и заеднички можеме да направиме подобрувања и во оваа сфера. Инаку да се вратам на поглавието 27, она што е исто, нели, предизвик се финансиите, бидејќи тоа ќе бара на вистина многу големо вложување. Дури еве и буџетот на Европската унија, мислам дека скоро 1/4 е посветен на тоа поглавие, а тие се многу понапред од нас. Така што за нас исто така тоа ќе биде важно, но добро е, еве и зелената агенда ја видовме за Западен Балкан, дека Европската унија тоа ќе влезе во една рамка на процесот на преговори и пристапот на Западен Балкан. И ќе ни помогнат и со експертиза, но и со финансиска помош на целиот регион, и затоа е тоа многу значајно. Она што пак исто така мене ме радува, што еве на предлог на Дом како Зелена партија, владата во својата програма 2020-2024, значи владината програма, ги внесе принципите на Европскиот зелен договор, што е многу важна иницијатива, практично патоказ за борбата за заштита на животната средина и борбата против климатските промени и постигнување, значи целта на тој Европски зелен договор е постигнување на климатска неутралност на Европа до 2050 година. Па, да се надеваме дека ние на тој пат имаме време до тогаш, а и не дека имаме баш многу време, 30 години не се многу. Не се за овие, за вакви работи. Да, за овие промени не се и треба, мислам, многу поинтензивно да се работи во таа насока за да се постигнат овие. На што најмногу ни забележуваат од страна на ЕУ кога станува збор за животната средина? Кога ние контактираме со нашиве зелени партии, она што бидејќи зелените партии и вашата соработка со нив ќе биде па и најважна во делот на поддршката внатре за да не враќаат на назад, бидејќи сега со процесот на реверзибилитет малку ќе биде по-проблематично. Така е. Инаку самите европски зелени партии како нивна позиција во парламентот се разбира барањата беа повисоки за побрзо да се постигне климатската неутралност, за поголема редукција на стакленички
гасови, но сепак она што успеа Европарламентот како компромис да го направи, мислам дека е многу солидна една агенда. Забелешката е во однос на третманот на отпадот. Мислам, тука на вистина многу треба да работиме и жално е што досега, еве за 30 години, се уште немаме ние систем, современ систем за третман на отпадот, една современа депонија според сите стандарди. Еве кај нас Дрисла е нешто најприближно, би рекла, на некоја санитарна депонија. Така, единствена, а и таа е далеко од европските стандарди. Знам дека се во процес, особено за североисточниот регион, во Свети Николско, таму веќе треба да се направи една регионална санитарна депонија, но многу споро одат тие процеси. Мислам дека тука навистина треба поголема посветеност и сите да се вложат за да тргнат процесите, да се откочат, би рекла, знаете, тоа ќе има и позитивно влијание кај нашите граѓани, затоа што ние се уште немаме добра представа што значи тоа современа депонија. Граѓаните го поистоветуваат со овие диви депонии кои горат, кои загадуваат и се плашат. Реално во Македонија, кога ќе ви спомне некој депонија, ви паѓа на памет брдок ѓубре кое што гори. Така е. Толку. Еве и мене, и јас не можам да си представам каква е таа современа депонија. А уствари овие современи депонии се центри, се фабрики практично за третман на отпадот. Има градба на таа депонија, не е тоа само ѓубре и студено. Така, и се апсолутно безбедни и не ја загадуваат животната средина, и такви примери има многу, еве во Љубљана, во Виена и така натаму, во сите земји во Европската унија. Тоа е начинот на третман на отпадот за да нема загадување. И ми беше поентата дека требаше многу напори да се вложи и во објаснување на граѓаните од локалните средини дека тоа ќе придонесе и за заштита на животната средина и нивното здравје, и се разбира ќе имаат и економски бенефит од тоа. И кога би имале веќе една, ова е најблиско до реализација, да кажам, можеби за 2-3 години би требало сигурно да е веќе завршена, отпочнати се некои процеси, кога граѓаните ќе видат дека тоа функционира и дека навистина не ја загадува животната средина и дека имаат само бенефит, тогаш и за другите регионални што се планираат санитарни депонии ќе биде многу поприфатливо за граѓаните. Но да се вратам, освен отпадот, загадувањето на воздухот е голем проблем. Тоа е предизвик и на самата Европска унија, особено на источниот блок на членки земји. Така и со употребата на јагленот. Така е, и тука има негодувања и Полска особено, и Унгарија и Полска, така е, користат јаглен. Слична ситуација кај нас, ние електричната енергија главно ја добиваме од јагленот, и тоа предизвикува и загадување на воздухот, но и е штетно за климата, практично тие употребата на... А имаме услови за обновливи извори на енергија, имаме и ветер, и сонце, така и се. Тоа е тоа што може нас би ние потребно. Земјите горе на север може би не до толку ја имаат, но ние барем 9 месеци во годината можеме на сонце да функционираме. Така е, и жално е што еве едни земји на север, како Германија, Данска и така натаму, имаат поголема искористеност на сончевата енергија за производство на електрична енергија, апсолутно, отколку ние. Така што тука мора да се вложува. Сега добро, пред 2 години чинам го донесовме законот за енергетика. Тоа беше многу важно за да се отворат овие процеси, значи да има законска регулатива практично за користење на сончева енергија, но се уште, пак ќе речам, споро одат тие процеси за да се инвестира во фотоволтаични централи. Еве веќе нешто и државата прави на овој план. Дадени се веќе и простори, земјишта за концесија за оние бизнисмени кои што сакаат да инвестираат во тоа. Но она што е за мене клучно и кое треба и како регулатива да се подобри во следниот период и да се стимулира, да се помогне, да самите граѓани
си поставуваат во домаќинствата фотоволтаици. Сега тука има различни модели во различни земји, но тоа е многу важно. Тоа е она што ние го мислам дека велиме. почнаа процеси на некаков избор да луѓето имаат. Така е, но се уште има ограничувања во мокиноста и тука треба уште да се дорегулира и законски. Тоа е врзано и со либерализација на пазарот и така натаму процесот. Па со приватниот сектор, па со инвестициите. Но многу е важно граѓаните да можат да ја користат сончевата енергија. Тоа е тоа што ние го велиме енергетска демократија. Практично на локално ниво ние самите како граѓани да ги користиме бенефитите од сончевата енергија, не само бизнисмените да профитираат од тоа, туку ние како граѓани да ги користиме тие бенефити и во тој правец треба да се работи. За крај на денешното гостување ќе се навратам пак на она на што почнавме, но од еден сосема друг аспект. Како си го одржувате духот за работа и желбата за напредок, кога повторно ни се случува истото, како што ни се случуваше и пред 12 години сега веќе со ветото во Бугарија, во Букурешт, во Занато. Како си го одржувате? Одите на работа, да. Кандидат. Не, добро, јас откако памтам за себе колку што имам години, толку имавме и спор со Грција, па сега еве се смени работата кон Бугарија. Веројатно, моите внуци ќе памтат дека се надевам, не? Но еве одите на работа, гласате европски закони, гласате закони кои, бидејќи ние сме како земја пофалени дека имаме можеби една и од балансираните регулативи поврзани со европската регулатива. Во ние и нашето законодавство го базираме целосно, да. Не е дека ние треба да го менуваме, туку напротив се што имплементираме е на база на ЕУ. Како го одржувате духот? Искрено, вакви моменти се разочарувачки. Така е. И не е лесно да се исправи, да кажам, човек и да продолжи напред, но на што мене ме одржува е мојата мотивација. Јас затоа и сум се решила да се занимавам со политика. Ме бодри и ми дава енергија, мотивот дека правиме нешто што е добро за граѓаните, што е во наш заеднички интерес и дека едноставно мора да истраеме на тој пат. И знаете како, после секој пат има и прогрес и успех. И така се мотивирам. Знам дека она што го правам е добро, верувам цврсто во тоа и знам дека е во интерес на сите граѓани и на Македонија, така што тоа е мојот мотив. И кога ќе ги погледнам младите луѓе, јас многу сакам да комуницирам со младите и кога ги слушам што тие размислуваат, кои се нивните идеи, кои се нивните стремежи, тоа ме исполнува со енергија да продолжам во оваа борба, би рекла, затоа што навистина е веќе борба, да. Да, па затоа и ве прашав. И мислам, и лично како човек прашувам, и за гледачите кои што... Многу е непријатно чувството, знаете, правите се трудите, не е лесно. Тама сте тргнале, застани. И некоја пречка ќе се јави, и повторно. Мислам, добро, постојат уште, колку ми се чини, 134 или 144 во текот на преговорите можности за вето од страна на некоја земја, но барем овие основниве да ги завршиме, па понатаму кога во текот на преговорите некој ќе рече не, хајде да видиме сега зошто. За мене би било прифатливо. Нема да ми е тешко доколку не сме исполниле некој критериум, од Копенхашките критериуми или не сме направиле прилагодување на законодавство, не сме имплементирале, значи тоа се одржливи аргументи. И околу тоа, значи, имате што да работите, да се подобрите. Значи, овде имате слабост, правиме се, да го надминеме и продолжуваме натаму. Безсмисленоста на ова е што едноставно не можете ништо да направите по ова прашање. Ние сме македонци, зборуваме македонски јазик. Што поинаку да направиме околу ова? Тоа е она што паѓа уште потешко. Многу е поедноставно кога имате конкретен проблем кој можете да го решавате. Ова е безсмислено прашање. Така. Маја, благодарам многу за издвоеното време.
и за гостувањето во денешното издание на Студио 10 и јас мислам дека ќе имаме можност да се дружиме повторно, па можеби веќе кога ќе заврши ова голгота со Бугарија, да седнеме и да разговараме како ќе се одвиваат преговорите за поглавието 27 во делот на животната средина. Да, Да завлеземе баш детално, па и со Така е. дебата, со тоа каде, што, Така, како јас со ќе треба. нетрпение ги очекувам тие дебати, да се фокусираме на суштински Да, дебати, ова бидејќи што ова- велам, значи како да го подобриме животот Да. генерално, значи што се треба да се направи. И затоа пак и процесот, самиот пристапен процес, отварање на тие поглавја е многу мотивирачки за сите земји. Јас сум комуницирала со колегите и од Хрватска, и од Словенија, и од Бугарија. Во самиот пристапен процес имате една мобилизација и на институции, и на граѓански сектор, на политичари, затоа што сте мотивирани да постигнете Да, не е дека подобрување и преговорите ги одите врши напред. само владиниот врв, Не, туку напротив, апсолутно, тоа е целото скроз општество целото општество, едноставно да. се мотивира, се мобилизира и оди напред. Така. Благодарам многу за издвоеното време што бевте со нас. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Се гледаме повторно.